воениот базен во аеродром. Ова беше базен на касарната Гоце Делчев армија на СФРЈ. Целиот комплекс е комплетно реновиран пред почетокот на летото 2013 со цел на посетителите да им овозможи да се релаксираат и уживаат во неговите услуги. Воведен е систем за прецизно филтрирање на водата, со што нема потреба да се грижите за хигиената во базенот, дури и за вашите деца. Во склоп на базенот работи и стручен спасувач кој се грижи за безбедноста на сите посетители. Покрај разладувањето во малиот и големиот базен, може да се ужива во кафе или ладен пијалок на барот покрај базенот или пак да се одигра партија одбојка на песок. Волково. Во минатото се до Втората светска војна, Волково било познато под името Вучидол или Вучидол. Населението на Волково за потеклото на името смета дека е многу старо и дека настанало поради тоа што во времето на основањето на селото, земјиштето и целата околина, посебно Ридскиот предел, бил под шума во која имало волци. Во 19. век селото Волково било потполно чивчиско село под власта на познатиот Хамзи Паша, чие седиште и конаци и денес се наоѓаат во соседното село Бардовци во рамките на Скопската каза на Отоманското царство. Од чифлигарството се ослободиле преку аграрна реформа во 1924 и 1925 кога селаните се стекнале со сопственост на земјата. Главниот развој и подем Волково го има по Скопскиот земјотрес во 1963 и се поголемата индустриализација на Скопје. Во текот на 70-тите и 80-тите години на 20-тиот век се доселува огромен број на население од разни краишта на Македонија, со што населеното место значително се зголемува и се здобива со денешниот изглед и урбана физиономија. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во